Благодарам. Председателе, немав намера да се јавам за реплика, но слушајќи ја почитуваната колешка, како дава осврт за животната средина и за родовата еднаквост, добро би било да слушнеме нешто и по однос на другите области во државата, нешто конкретно за здравството, економијата, за образованието, затоа што додека овде зборуваме за животната средина и за родовата еднаквост, исто така битно е да се напомене дека во овој момент илјадници граѓани остануваат без работа благодарение на лошите политики на оваа власт и оваа влада. Затоа што додека овде зборуваме за многу други работи, здравството колабрира, а Македонија е лидер во Европа по број на заболени и број на починати. Добро би било исто така да напоменете дека граѓаните се соочуваат со ценовни шокови благодарение на политиките на оваа влада за качување на цената на струјата и за качување на цената на горивата, кои што се исто така дел од овие политики кои што вие ги поддржувате како коалиционен партнер на оваа власт. Очекував клиентелизмот да биде искоренет барем од вас кои што се борите за едни благородни дејности, но очигледно дека тоа ви е во преден план. Сосема за крај ќе кажам дека затоа што во вчерашната дискусија имавме можност да дадеме свој коментар за образованието, еве исто така да напоменам дека можевте да искористите и оваа прилика да дадете свој коментар и за оваа круцијална област, затоа што има особено значење за нас како држава, за развој, за најмладите генерации. Благодарам.